Субвенционирање на минималната плата за околу 3000 денари за занаетчиските дејности е предлог законот доставен до Економско-социјалниот совет на владата од Занаетчиската комора на Македонија. Председателот на комората Агрон Фазли информира дека наместо 2800 денари колку што барале занаетчиите, државата прифатила да субвенционира 1600 денари. Баравме или 50% субвенционирање на нашите придонеси или 2800 денара бруто во нето плата. Така да тука беа со акцент ставени неспогодување од страна на синдикатите и мислам дека владата донесе конечна одлука да субвенционира придонеси од 1600 денари. Мислам дека целосното наше решение или предлог закон не го прифати, но прифати 1600 пола од тоа што ние го баравме. Јас како председател не гласав во тој економски социјален совет, бидејќи знаеме занаетчиите се не само занаетчиите, целата наша економија се наоѓа пред тешка економска ситуација предизвикана од COVID-19, не само од COVID-19, него и покачување на електричната енергија и репроматеријалите и ред другите покачувања што се во не само во нашата таковина или држава, него пошироко и во светот, и затоа баравме се додека трае ова криза да субвенционира, да го држи во ликвидноста нашата економија, но претежно владата даде толку и ние сме приморени да го прифатиме тоа се со цел да барем малку излеземе пресет на овие дејности и овие економски чинители во нашата држава. Законот уште не е изгласан во собрание, законот чекаме да се изгласа и да ги видиме законските решенија како би требало да се аплицира кај занаетчиската дејност, и ние како комора ќе излеземе со информација до нашите членки за да информираме како да се аплицира за таа помош од страна на владата. Минималната плата во висина од 18.000 денари ќе започне да се исплатува од месец април за 80.000 граѓани во нашата земја. Овој износ е во договор на владата, синдикатите и работодавачите.